Благодарам. Почитувани дами и господа, почитувани организатори, чест ми е и големо задоволство што денеска дискутираме заедно за излез од политичката криза. Ова го сметам и за почеток на реализација на предлогот на Дом за заедничка дебата за излез од кризата со вклученост на сите политички партии и граѓанскиот сектор. Се разбира, се надевам дека во некоја следна прилика овој форум ќе се прошири и со представници од граѓанскиот сектор. Дефинитивно избори на 5 јуни нема да има, затоа што не се исполнија условите тие да бидат фер и демократски. Не добивме чист избирачки список, ниту ги регулиравме медиумите. Кои се следни чекори? Ги знаеме. Мора да има поништување на аболицијата на Иванов, мора да се состане повторно собранието, мора да се формира одредено владино мнозинство кое што сериозно ќе го менаџира процесот и навистина ќе ги исполни условите за фери демократски избори. Но како да се почне оваа разврска? Дом предлага разврската да почне со оставка на ДИК, затоа што ДИК се непосредни виновници што не се остварија условите за фер и демократски избори. Тие не испорачаа чист избирачки список во кој сите ќе веруваме. Прочистувањето на избирачкиот список почна транспарентно и секој од нас можеше да види што се таму има. И затоа знаеме дека избирачкиот список е полн со починати, иселени и измислени лица. И затоа знаеме и ДИК со консензус потврди дека има околу 330.000 сомнителни лица на него кои треба да се проверат. Фарсата почна со процесот на проверка на тие лица и почна и заврши како фарса за во денешно време да биде да тврдат дел од представниците на ДИК дека имаме чист избирачки список, совршено чист избирачки список и тој го дадоа наводно на увид и со тој наводно некој сака да оди на избори. Од каде можеме ние да веруваме дека тој список е чист кога сами со своји очи видовме што се таму има? Самото тврдење дека е чист во сегашно време е контрадикторно со првичното тврдење на истите членови од ДИК дека има околу 330.000 сомнителни. Околу доказите оставам секој граѓанин кој што го имаше увидот да си прави своји заклучоци. Меѓутоа, како представници на Дом, можеме само да покажеме неколку примери. Ние како партија доставивме до ДИК еден список од повеќе десетици лица кои што не постојат или се иселени, или мртви, или измислени на разни адреси низ Македонија. Во сите овие лица не ги видовме на списокот за проверка кој беше доставен и беше исто така доставен на јавен увид. Она што е најинтересно, во тој список се наоѓа и името на моменталниот премиер на Република Македонија Емил Димитриев со неговата сопруга Сашка и братот Гоце, кои живеат на адреса која е различна од онаа на која што тие навистина живеат. Уште поинтересно станува кога ќе се провери адресата во анкетниот лист на истиот тој наш премиер, каде што е дадена трета адреса, сосем различна од овие две, од онаа на која што живее и од онаа на која што е напишана на избирачкиот список. Како сега ние можеме да му веруваме на овој избирачки список? И воопшто на нашите институции кои што се водени од овие луѓе во моментов кои што ги водат, дека навистина се сериозни, одговорни и дека сакаат фер и демократски избори. Не веруваме и затоа предлагаме почетокот на разврската на кризата да почне со оставка на ДИК, а потоа да следат сите оние чекори за кои што се бориме, одејќи по улиците, демонстрирајќи и заедно настапувајќи како граѓани кои здраворазумски размислуваат. Благодарам.